Почитувани пријатели, сречен поздрав ви испраќам на сите вас кои го гледате каналот Австралиски живот. Денеска од местото наречено Лаперус, овде недалеко од Сиднеј, значи негде отприлика 15 на километри од централниот дел на градот. Еден историски локалитет, едно од најбитните историски места во Австралија, ако не и најбитниот од неколку причини. Лаперус е мало, но живописно место на јужниот крај на Сиднеј, веднаш покрај така наречениот Ботаника залив или Ботани Беј на англиски, југоисточно од центарот на градот. Првото нешто кое ќе ви падне во очи се карпестите брегови кои се спојуваат со Пацификот, создавајќи спектакуларни погледи кои ги фасцинираат туристите. Брегот е тежок за проаѓање и карпест, што му дава една посебна и дефинитивно мистична атмосфера. Лаперус е исто така познат по својата богата историја. Од домородните жители, преку европските истражувачи, до денешните посетители кои уживаат во пешачење, риболов или едноставно во мирот и природната убавина на ова место. Ова зад мене е така наречениот Ботаника залив. Значи ова е местото каде што кон крајот на 18 век овде дошле првите доселеници или да бидам попрецизен првите колонизатори. Ова место е познато и по тоа што тука стапнале првите европски колонизатори. Овде се случили интересни и значајни настани кои го значуваат почетокот на една нова ера во историјата на Сиднеј и целата Австралија. Некогаш историско место, а денес место за рекреација, риболов, па и дури по некој паркирано комби од каде може да купите сладолед. Помалку познат факт е дека првите луѓе кои го откриле ова парче земја се биле односно холандјани. Сега тие холандјани дали дошле до самиот брег на Австралија, дали само пловеле, дали оствариле некаков контакт со локалното население, не знам, али е познато дека голем број на холандски морепловци кружеле околу Австралија кон крајот таму на 18 век. За да конечно во 1780 година овде зад мене дојдат тие први колонизатори и да се судрат со локалното овдешно население во Австралија, односно со локалниот абориджински народ. Пред да пристигнат европските бродови, ова место било дом на домородниот абориджински народ наречен Гајмагал или дел од народот Даруг. Тие овде живеле со генерации и ги користеле сите природни богатства кои ги нуди околината. Риболовот, собирањето на морски плодови и растенија било секојдневие и дел од нивниот живот. За нив ова не била само територија, туку простор полн со приказни, легенди и традиции кои се пренесувале од поколение на поколение. Секој камче имало своја приказна, а морето овде им било извор на храна, патокас и дефинитивно духовна инспирација. Сега како се десила целата ситуација? Прв пат дошол овде тој капетан Джеймс Кук, значи не се работи за никаков воен капетан, односно се работи за еден морепловец од Англија кој крстарел низ тогашниот свет. Откако капетан Джеймс Кук дошол баш на ова место, остварил контакт со локалното население, значи пак тој не бил воено способен, туку само запишал се што видел и му кажал, кога се вратил назад во Англија, му кажал дека се работи за едно огромно парче земја, од другата страна на светот му дал целосен извештај на тогашните британски власти. Тогаш од Англија кон денешна Австралија тргнува така наречената прва флота. Негде 11 тешко наоружани до заби британски војници идат на бреговите баш овде во заливот Ботаника и поставуваат англиско знаме. Останатото е историја. По пристигнувањето на првата флота и поставувањето на англиското знаме на бреговите на Сиднеј, животот овде почнал да се менува на многу начини. Ова место како дел од јужниот дел на заливот го почувствувал влијанието на овие промени. Нови луѓе, нови обичаи и почеток на колонизацијата. Во јануари 1788 година, само неколку дена по британскиот ангажман, исто така и францускиот истражувач Жан Лаперус ја носи својата експедиција тука на брегот на заливот Ботаника
зона каде што се сретнале две големи империјалистички сили. Французите тука останале само 6 недели. Во истата година кога англиските колонизатори стапнале на ова земја, иди и францускиот брод на чело со капетанот Ла Перус, два брода на две големи колонизаторски империи, баш во таа иста година дури и оствариле контакт и французите се вели дека останале тука на ова место негде 6 недели пред мирно да си заминат, што не бил случајот во историјата. Обично може да се деси некоја препирка, да и да има некоја војна, али за среќа французите си заминале за покасно нивниот брод да биде најден, уништен недалеку од Вануату. По таја чест французите имат изградено еден голем споменик од другата страна на Ла Перус, значи од другата страна на ова место, и секоја година иди француска делегација, мислам дека се работи за 14 март, секоја година на 14 март француската делегација му оддава почит на нивните загинати луѓе кои последен пат биле видени живо, како што веќе спомнав, баш на ова место. Вели, неочекувани големи бранови, лизгачка површина, нестабилни карпи. Австралијаните како секогаш во елемент, секогаш сакат да си пишат и да поставуваат знаци, регулации, или нема да не се шетат кучиња, да не се пали оган, цигари да не се фрлат и ѓубре да не се фрла. Да се носи заштитен елек, вели, ако се оди на ловење риба на карпите. Ботани Беј национален парк ќе се поправа мостот, историскиот Bear Island Bridge, значи ова е тој Bear Island Bridge, вели ќе биде затворен за големи поправки во 2026 година. Значи ова е тој мост, до сега не се сеќавам да имало некои големи поправки, мада одржување сигурно дека се случило. И вика мостот не ќе можете да го користите мостот, вели, за време на овие поправки. Сега ова кое моментално го гледате, се не знам, да ја кренам само камерата повисоко. Има камера една внатре, голема порта и на самите карпи, на самите стени е изградена како една мала тврдина од самите колонизатори. Мислам дека изградена ова тврдина истата година кога пристигнале тука. И значи главното копно изградиле мост и ја изградиле тврдината која му служела како една врста на одбрана, значи тврдината, кај што биле стационирани нормално нивните војници, и овој мост како еден вид на заштита помеѓу копното, од каде што можело да има потенцијални напади од локалното население, а знаете колку располагале тие со каква војна сила, скоро никаква. Верувам дека користеле стрели или слични орудија, додека од ова страна англиската војска била тешко наоружана. Еве, човек некој влезе внатре сега, и сигурно некој вработен во националниот парк или општината и работи на одржување нова историска тврдина. Значи, порано било тврдина која служила како одбрана од потенцијални напади, а денеска, докај што мене ми е познато, овде има голем број на нуркачи, па не знам, може да има некој нуркачки клуб внатре кој го користат за потребите на тој клуб. Значи, оттаму дојдов, сега одиме, ќе се спуштам долу на карпите. Значи, скали, нормална појава во Австралија да има скали кои водат кон плажите, али ова не се работи за никаква плажа. Значи, дефинитивно не може овде човек да се капи, опасно е, може да се деси, не дај Боже, се. И пак некои други знаци, вели 5 смртни случаи, вика, се има десено на ова место.
опасност, вели, луѓето, има, вика, загинато луѓе додека биле на риболов. Проверете ги условите, ако се сомневате дали има риба, дали нема, така вели нешто плика. И еве ги сите риби кои се дозволени и не се дозволени да се фаќаат овде во овие води. И сега за сите риби скоро има слика од како изгледа рибата. Австралиски бас, Australian бас, австралиски бонито, австралиски лосос, австралиски сотайл, со како во вид на пила, како пиларка, така нешто би дошло по наше. И кажува исто, ако се помали од известна должина, да се вратат назад во водата. Значи, ова е една работа која може да се види на секоја австралиска плажа. И овде пише името на општината. Значи, 5 смртни случаи се случиле баш на ова место. Местото Ла Перус. Небиската плажа, мислам дека е другата страна. Ако добро се сеќавам, не по искуство, али ако добро се сеќавам, има нудистичка плажа од другата страна негде, не знам точно кај се наоѓа, само знам дека имаше тука негде на тој појас. И Австралија, како што знаете и сами, е пребогата со плажи. Велат дека ако се посетва по една различна плажа секој ден во Австралија, ќе ви бидат потребни негде 27 години. Ете, толку многу плажи има во ова земја. И не само плажи. Има голем број на вакви историски локалитети. Мислам дека ја имат така скроено нивната историја, што за секој мал камен, за секој мало место, за секој мал историски локалитет, австралијаните, стално го кажувам и во сите мои видеа, знаат да направат една добра приказна и да привлечат голем број на туристи. Макар морам да кажам дека местоположбата на ова земја и плажите, морето дефинитивно имат свој придонес, али сепак за било каква мала работа се работи, тие ќе го направат нештото многу големо со цел да предизвикат што поголем број на туристи и можам слободно да кажам дека истото им успева, што верувам дека можеме да го спроведиме и кај нас во Македонија. Морам да кажам дека околу Австралија има голем број на острови и на ниеден од тие острови не може да се види ниеден друг народ кој е нималку сличен со абориджините. Еден многу интересен податок гледав пред известно време, каде што еден мал остров од источниот брег на Африка, кој се нареква Мадагаскар, тука се утврдени големи сличности со денешното абориджинско население во Австралија, што е уште еден подкрепителен факт дека на времето кога во стари времења, кога пред илјадници години, кога земјата цела била, значи сите континенти биле воедно, сигурно дека тој дел отпловил од Африка и дефинитивно ја подкрепува тезата дека абориджините имаат африкански корени и не допливале од други држави во кануа. Нималку наивно место, дефинитивно ги предупредуваат рибарите да бидат предпазливи, пошто да видите само колку е надојдена водата, а моментално е 2 сата поручек. Замислете што ќе се дешава овде кој ќе надојде и плимата во вечерните сати. Видете само за какви води се работи овде. Значи ова е Тихиот океан. Моментално има преголеми струи и во минатото овде имало голем број на несреќи. Значи мала грешка и може да се најдете внатре долу во водата и сигурно дека од ваква вода не е лесно да се излези надвор.